Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска моја гостинка да биде Марија Митева, портпарол на македонската влада. Добре дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Марија, договор за стратешко партнерство, за многумина убава вест, за малкумина малку очај, ужас, неверување, но како и да е, што овој договор реално представува за Македонија? Љупчо ми представува, мене навистина задоволство е што можам од името на владата како портпарол да гостувам на емисија или да излезам во јавност преку соопштение, да соопштам добра вест, да кажам некоја позитивна работа која што е направила оваа влада, која ќе има долгорочни позитивни ефекти за нашите граѓани. Денеска имаше владина седница на која што и официјално се овласти подпредседателот и министар за транспорт веќе во четврток да го потпише официјално договорот за стратешкото партнерство со Обединетото кралство, и ова представува навистина еден, би кажала, дипломатски и историска победа за Македонија. Нешто што во минатото беше дипломатија која што символизираше некои кратки средби кои што имаа само фотовест. Денеска ние ги претвараме во стратешки документи и нешто што значи навистина долготраен и долгогодишен развој на нашата Македонија. Има два моменти тука кои што би можела да ги издвојам, а тоа е од една страна политичкиот и од друга страна оној економскиот во делот на инвестициите кои што ќе следат. Ако треба да дадам некоја дефиниција за политичкиот момент, ќе кажам дека после долги години на изолација успеавме Македонија да не биде пасивен, би кажала, наблюдувач на маргините, туку да биде активен партнер со нашите глобални сојузници. И ако во минатото ние имавме состојба на договори кои што за нас значеа понижување, денес имаме договори кои што за нашите граѓани значат гордост. И тоа ме радува и затоа сум исклучително горда пред се како граѓанин, а потоа и како човек кој што еве гласот на народот преку оваа позиција на која што сум во моментов. Станува збор за навистина еден договор кој што ја става Македонија повторно на една скала во која што велиме дека владата направила конечно политичка, би кажала, стабилност и предвидливост. Нешто што на нашите глобални сојузници, особено во ваков еден политички пејсаж кој што ни се случува на глобалната политичка сцена, е од исклучителна важност. Вие да имате земја која што е втора сила во светот или трета економија, еве да кажеме, која што дава доверба и гледа во вас една стабилност политичка дека она што го зборувате сте спремни да го реализирате, значи многу за нас. Пред се е чест, но се разбира и одговорност, она што сме го ветиле, договориле да почнеме со полна пара, откако ќе се финализираат сите состојби да почнеме да го реализираме. Вториот дел кој што го споменав, тоа е економскиот и е онаа инвестиција која што доаѓа преку овој стратешки договор во висина од 6 милиарди евра. Таа е финансиската рамка која што имаме можност да искористиме и која што ќе биде во насока на области кои што во минатото беа навистина заборавени или пак би кажала го имаа светлото на јавноста, но само по негативни моменти или по протести на вработените во македонски железници или пак по лошите здравствени услови кои што ги имавме во нашите здравствени домови, како што се оној во Штип и во Кичево, кои што сега се дел од оваа инвестиција и кои што конечно ќе го видат навистина она што го заслужуваат, а тоа е една реконструкција и една нова, би кажала, клиничка болница која што доаѓа. Од друга страна, тука и инвестицијата во образованието. Станува збор за изградба на нов медицински факултет во Штип, заедно со студентски дом, кој што ќе има 200 легла. Тоа е навистина од исклучителна важност за образованието и за, би кажала, источниот регион. Изборна единица 3, каде што имаме навистина голем број на студенти, ќе имаат можност веќе и да го зголемат своето образование во делот на медицината. Инвестициите во железничката инфраструктура навистина ме радуваат, затоа што станува збор за една тема или област која што навистина ни е важна и која што за жал да била во фокусот на претходната влада и да не била доведена во една ваква ситуација во која што е сега. Можеби немаше да имаме толку големи финансиски средства кои што ќе ни се потребни, ќе ни требаше некој дел за можеби низина модернизација или унапредување. Напротив, ние мораме сега буквално од темел да почнеме да инвестираме. Делот кој што ќе биде опфатен со овој договор е железничката
станица од Табановце до Гевгелија, со вклучувајќи на сосема нов крак, нова пруга кој што ќе опфати и товарен и патнички железнички сообраќај, ќе се зголеми брзината, така што навистина ќе имаме инвестиција во капитални проекти кои што повторно ќе кажам на долг рок ќе допринесат и во економијата и во зголемување на бруто домашниот производ, но ќе го олеснат и пристапот на граѓаните кој што е исклучително важен. Но она што еве не сакам да пропуштам да го споменаме, тоа што овие инвестиции, особено во делот на железничката инфраструктура, не се важни само за Македонија, туку се важни и за регионот, важни се и за нашите глобални сојузници и за нашите стратешки партнери. Ова значи дека Македонија размислува навистина долгорочно, позиционирајќи се себе си како држава која што има огромен потенцијал за раст, а потоа и влевајќи доверба дека навистина ова е патот по кој што ние како влада ќе одиме, а тоа е склучување на стратешки договори со нашите глобални сојузници, како што е Велика Британија, која што има можности граѓаните да видат дека склучи договори со Европската унија и со тоа навистина покажуваме дека нашиот пат за окружувањето на евроатлантската приказна за Македонија навистина е наш врвен приоритет. Ајде да демистифицираме една опозицијска мантра со која што јуришаат последниве денови. Дали е точно дека условите за враќање и каматите на ова поземување ќе бидат најдобри досега од сите досегашни поземувања или заеми? Па од она што можев да го слушнам јас од тимот на владата кој што е активно вклучен во преговорите, од страна на министерот за транспорт, од страна на министерката за финансии, од страна на самиот претседател на владата, е дека навистина ќе се обидеме да направиме еден договор кој што досега за жал никој не успеал да го постигне, од причина што некој во минатото, ќе повторам, навистина правеше договори кои што имаа негативен ефект и не беа во насока на опипливи или одржливи решенија кои што ќе има придобивки сите граѓани. Да, очекуваме по финализирање на оваа правна рамка, која што ќе се случи во четврток со подпишувањето да продолжат договорите во делот на утврдување на финансиската рамка и таму да се утврдат сите оние детали. Она што е клучно да се знае што прво се инвестира во капитални проекти и е многу поразлично затоа што капиталните проекти секогаш враќаат во буџетот средства и граѓаните ќе можат да ги видат поволностите на долг рок. Генерации и генерации ќе ги користат овие услуги. Инвестираме во здравството, тоа е нешто кое што во моментот можеби не генерира финансии во буџетот, меѓутоа здравјето нема цена, едноставно благосостојбата на граѓаните секогаш треба да биде на врвот на приоритетите и тоа е нешто кое што на долг рок навистина ќе не значи. Дополнително се обидуваме да направиме состојба на која што ќе почне да се финансира, односно да се исплаќа од нашата држава тогаш кога ќе имаме реализација. Односно, грејс периодот кој што ќе биде вклучен во таа финансиска рамка да биде вклучен и вкалкулиран во изградбата на проектот. Така што да, договор до сега со вакви услови, под вакви критериуми немаме видено, ме радува фактот што еве имаме можност да промовираме како влада нешто што за прв пат се случува. Оно што се запраша сите реални македонски економски експерти, како може некој воопшто да биде против капитални инвестиции, особено можеби проблемот е што најголемата капитална инвестиција беше оној ровот, односно тунелот под затворот Идризово за време на минатата власт, но како може реално, тоа е прашање кое што сите си го поставуваат, некој да биде и да куди и да се лути на тоа што некој добива пари, средства и ќе прави нешто што се вика капитални инвестиции, не бадијала се капитални инвестиции. Како може некој да биде против? Љупчо, моето мислење тука е, ајде ќе кажам, ова е мој личен став, мислам дека опозицијата не е против договорот, тука е против напредокот кој што доаѓа од оваа влада. И мислам дека кај нив постои онаа политичка љубомора затоа што никогаш не успеа да постигнат прво договор кој што ќе значи успех, затоа што напротив сите договори значеа неуспех. И мислам дека нивното противење не е во однос на ова, затоа што можете да видите најразлични изјави. Од една страна го поздравуваат и велат дека за неговата ратификација ќе го поддржат во собранието, меѓутоа од друга страна
токму тие кои што велеа дека се проевропската политичка партија се против еден договор со глобален сојузник како Обединетото кралство во делот на инвестициите и фрлаат сомнеш на целокупната постапка, иако од другата страна како партнер ги имаме ние Велика Британија, што тука мислам дека е навистина станува збор за една голема хипокризија или пак само за еден момент во јавноста да излезат и да кажат дека оваа влада нема успех. Затоа велам, најголемиот страф нивен е тоа што со едни вакви чекори кои што ги превзема владата, ние во буквална смисла го представуваме нивната ирелевантност веќе на политичката сцена. Затоа што додека од една страна зборуваа дека се проевропска и влада, а и партија, од друга страна не видовме вакви опипливи резултати како ова. Така што би го оставила тој дел на страна. Лично сметам дека не им носи ништо добро. Мислам дека ќе излезеа малку поголеми доколку навистина излезеа со целосна поддршка на ова и доколку навистина можеби во рамки на својата политичка партија направеа една анализа како во иднина би требало да пристапуваат кон нашите меѓународни партнери. Македонија е политички стабилна, што е доволен показател дека некој ни дава ваква доверба, дека некој верува дека имаме предвидливост за тоа што го правиме, дека навистина имаме енергија, план и ресурси како сето тоа да го оствариме, дека некој размислува како да помогне и на македонското стопанство, затоа што истото ќе биде вклучено во едни вакви проекти и тоа навистина ќе доведе до една превртливост во позитивна насока на економијата во целина. Една работа ја разјасните дека нема да биде под лоши услови и нема да не задолжите до 7 колено па нашите деца и внуци да го враќаат, нели тој кредит, заем, како и да го нарекува. Уште една работа која што е вториот столб на кој што се темели не само опозицијата, туку и оние опозицијските медиумски хушкачи, кои што велат тоа што го велат постојано од првиот ден, иако беше демантирано од првиот ден, нема да не натрупате со мигранти од страна преку Велика Британија, така? Мислам дека и тоа е дел од приказката, да не се лажем, и денес стои. Мислам дека навистина беше прво некоректно кон самата Велика Британија да излезете вие со едни такви ставови и да доведете во прашање ваков момент, но од друга страна морам да признаам дека и во англиските медиуми можеше против владата на Велика Британија да се забележат опозицијските моменти, да се забележат некои такви ставови. Најдобриот демант за тоа беше, јас бев присутна на таа пресконференција на која што почитуваниот амбасадор на Обединетото кралство, господинот Метју Лосон, даде конкретен одговор за тоа зашто станува. И мислам дека на една навистина развиена западна демократија до тие рамки до кои што е Обединетото кралство не би им представувало проблем да ја кажат вистината во насока на тоа на што се однесува. Договорот и јасно се потенцираше контурата на што се однесува таа безбедносна соработка и како таа истата била разработена и со други држави и како сцениме дека е време и во безбедносниот сектор да имаме размена на искуства, знаење и на соработка меѓусебна се со цел да обезбедиме безбедност и стабилност, далеку од оние шпекулации кои што беа пласирани во јавноста. Мислам дека желбата за критика и за намалување на вредноста на вака постигнат договор беше енормна кај опозицијата и мислам дека бараа навистина секаков можен начин како да го намалат позитивниот ефект кој што беше навистина голем, но кога имате честна мисла, кога работите пред се водејќи се од интересите на државата и размислувајќи како да направите една долгорочна стратегија на клучни сектори во делот на инфраструктурата, здравството, образованието, пак ќе ги спомнам тука и технологијата, иновациите, дигиталната трансформација, тогаш и очекувано од една опозиција која што навистина нема многу алатки за маневар да користи вакви моменти. Уште една работа која што помина така без многу внимание, но мислам дека хајлајт на целата приказка на онаа пресконференција на опозицијскиот председател, која што беше тотално неаргументирана, се беше рекла казала што би рекол народот, немаше колку ќе изнесуваат каматите, зошто ќе изнесуваат. Во истата реченица беше не знаеме колку ќе бидат каматите и не го знаеме потеклото на парите.
Што беше ова криминална инсинуација на Велика Британија, не баре од парите на наркокартелите британски ќе добивате пари? Како може некој да се запраша? Правиме договор Македонија со Велика Британија, со Обединетото кралство, и некој вели не се знае потеклото на парите. Како може воопшто да се стави под знак на прашање потеклото на парите кои што ќе ви ги даде Велика Британија? Малку е... Знаете како, Љупчо, тука јас би поставила па сусама обратна теза, дали при нивното раководење со институциите, менаџирање и слично, и при склучување на било какви договори, секогаш имало некои вакви моменти каде што било скриено потеклото на парите, па оттаму тргнуваат со недоверба или со такви прашања. Бевме сведоци на тоа како тие правеа малверзации во склучување на договори, па ќе го дадам и здравството како пример, додека Венко Филипче беше министер за здравство и што се случуваше во делот на вакцините при короната. Добро се сеќаваме. Така што јас мислам дека и оттаму може нивната подсвест работи, да секогаш во јавноста ги расфрлаат пердувите на сомнежи, да некој треба да се занимава со тоа, наместо да гледаме како ние позитивното да го презентираме пред граѓаните. Нашата цел е јасна. На ваквите работи секогаш ќе одговориме аргументирано и мислам дека најдобар показател беше нивната непочит која што ја има, затоа што таа пресконференција следуваше по пресконференцијата на претседателот на владата со амбасадорот. Јас како политичар не би си дозволила после пресконференција на амбасадор кој што јасно ги сузби, би кажала, тие невистини и даде јасен одговор на тие прашања, да дозволам да имам една таква реторика во моја пресконференција. Тоа зборува за нив и за нивната непочит која што ја имаат кон нашите стратешки партнери, но да го оставиме тоа на страна. Мислам дека и токму поради таквиот однос се таму каде што се во опозиција, би кажала длабока опозиција, нашата цел е јасна, да останеме навистина посветени на што го правиме, честни пред нашите стратешки партнери, да продолжиме со фокусот кој што го има оваа влада, да не застануваме, да размислуваме напред и да ги реализираме реформите. Ве обвинија и за нетранспарентност, дека сето ова се одвивало нетранспарентно, иако, ако се сеќам, веќе имаше неколку пресконференции меѓу нив и онаа на Синиша Ивановски, директорот на МЖ инфраструктура, кој што буквално детално кажа каде и што ќе одат парите. Ќе продолжите ли да бидете вака нетранспарентни во контекст на опозицијскиот момент? Ако за нив е нетранспарентно да објавувате вакви договори од самиот почеток, од Чекор 1 па да следат Чекор 2 и Чекор 3, ако за нив е нетранспарентно да имате директор на јавното предпријатие Железници инфраструктура, кој што буквално на една обсажна пресконференција од детал до детал ќе ги објасни моментите на тоа што значи оваа инвестиција, од каде до каде ќе се инвестира, каков е планот, кога ќе започне истиот и така натаму. Ако имате еден подпредседател на влада и министер за транспорт кој што денеска веднаш додека траеше владената седница, излеза на пресконференција и го обзнани договорот и го покажа јавно писмото за покана и така натаму и го проследи до медиумите, тогаш да ќе продолжиме со овој принцип на транспарентност и на информирање на јавноста. Свесна сум дека навистина овој пристап кој што го имаме во делот на комуникацијата и начинот на кој што навистина сакаме да воспоставиме една комуникација со граѓаните, да не биде тоа еднонасочна само во делот на информирање, туку и на прибирање на информации, идеи, мислења, па дури и критики, им пречи и го сметаат навистина за голема закана, но нашата предност е во тоа што за да имате што да презентирате или да го покажете тоа како пиар, треба да имате нешто сработено. Така што, се додека работиме, се додека имаме проекти, моменти кои што можат да се презентираат пред јавноста, ние ќе продолжиме со уште позасилено темпо тоа да го правиме. Ако беше Фројдов комплекс, она што го кажува претходно во однос и на парите и на можноста за малверзации, потекло на пари и слично, а продолжение е токму овој момент што секогаш се сомневаат во транспарентноста, имаме предвид што се случуваше со оние договори кои што тие ги подпишуваа, не преспанскиот, не договорот за добрососедство, не францускиот предлог кој што го немаа ни видено, а го подпишаа буквално кажано, за да потоа испадне некој дека го правел и сето тоа. Дали и ова е еден вид на една стара навика на опозицијата која што оди според сопствениот терк, па сега ви наоѓа рачки и во едниот и во другиот случај и во однос на
парите и во однос на нетранспарентноста, така си се навикнати? Па... Ајде вака, јас ќе ве дополнам и со оној фамозен договор за Бехтел Јенка, кој што беше класифициран и кој што никогаш не успеавме до крај да го видиме, иако каматната стапка таму беше 7% и имаше авансно плаќање на незавршена работа. Значи имаме комплетно различна состојба во овој момент, така што мислам дека комплексот нивен и политичката љубомора од неможноста да постигнат еден ваков договор е показател за СЕО. Има повеќе примери тука и случајот со хеликоптерите, со Леонардо и се, но еве, самата кажа на почетокот, ќе предводи делегацијата вице-премиерот Николовски, пообемна делегација, кој како што, дали имаш информации? Имам информации, истите министерот ги сподели денеска, ќе биде придружуван од потпредседателот на влада и министер за животна средина и просторно планирање, господинот Изет Меджити, ќе биде придружуван од министерката за образование и наука Весна Јаневска, од директорот на железници Синиша Ивановски, од луѓе од неговиот кабинет и со работници, така што очекувам дека навистина ќе има голема делегација. Најави неколку средби со представници од владата во Обединетото кралство, како министерот за внатрешни работи, министерот за одбрана и во четврток и официјалното потпишување на договорот. Очекувам навистина плодна посета, очекувам навистина можеби и нови придобивки од оваа посета, затоа што проактивната дипломатија која што ја водиме, секогаш цениме да заврши со навистина опипливи придобивки кои што ќе ги видиме во следниот период и во следните години. Размислуваме малку подолгорочно и градиме долготрајни пријателства со нашите сојузници. Дали имаш информации кога ќе ги видиме првите така наречени плодови од овој договор за стратешко партнерство? Потпишувањето ќе биде за 2 дена, но кога прв пат ќе видиме што се случува, односно нешто конкретно и колку па реално можеби ќе трае целиот процес? Од она што можам да го кажам е дека договорот кој што ќе се потпише во четврток е во време трајање од 10 години, но тоа е нешто кое што се разбира по 10 години, истиот има можност да се продолжи и не гледаме причина зошто тоа не би се случило. И тоа е една стандардна, би кажала, рамка на склучување на договори. Во делот на договорот за инвестициите и конкретните работи, она што се очекувањата е што мора да почнеме најпрво со изработка на физибилити студија, проектна документација и така натаму, но некаде во доцна есен, можеби почетокот на зимото или веќе следната година, тука се месеци во прашање, јас очекувам веќе да почне и она инвестиција на железничката пруга од Табановце до Гевгелија. Така беа најавите. Верувам дека целата таа процедура ќе биде работена темелно. Не сакаме да имаме проблеми во делот на нерешени имотно-правни прашања. Тука станува збор за навистина огромна вклученост на институциите и на физибилити студија од животната средина, нешто за кое што навистина треба да се обрне внимание и мислам дека кога сите институции ќе седнат и ќе започнат ова да го прават, ќе дадат една, би кажала, предвидлива динамика, па ќе можеме да ги информираме и граѓаните за тоа кога ќе се очекува стартот и се разбира она што е многу важно е што се очекува за некои 5 години ние да имаме завршување на сите овие инвестиции и проекти. Она во што се согласуваат сите економски експерти, независно од која проминенција се, е дека ова ќе биде одличен економски импулс за Македонија. Дали може би во тие рамки предвидувањето на премиерот Мицкоски за раст економски од 3,5 до 4% годинава? Па еден од параметрите, сигурно и овој, за разлика од сите други економски, би кажала, стратегии кои што како влада ги правиме во делот на странските директни инвестиции, во делот на зголемувањето на продуктивноста, во делот на нови инвестиции кои што ќе значат раст, но она што е битно за овие инвестиции е тоа што станува збор за капитални проекти, нешто што е долгорочно вложување. Не се ова социјални трансфери или позајмици кои што треба да немаат повратен ефект во буџетот. Тоа е нешто што ќе остане долготрајно, генерации ќе го користат, а многу е важно дека исплатата за истото ќе започне тогаш кога ќе ја имаме реализацијата. Што значи кога ќе почнеме да генерираме средства во буџетот, тогаш ќе почнеме и да ги враќаме оние инвестиции кои што биле вложени. Така што ова е исклучително добар момент кој што успеале нашата влада и Обединетото кралство да го постигнат при преговорите. Дали ова ќе помогне градежништвото повторно да биде една од примарните гранки во Македонија? Апсолутно да. Мислам дека и оно што беше најавено е дека во следниот период ќе се направи, би кажала, една долгорочна стратегија со стопанските
комори, да се види колкава е можноста на фирмите македонски да се вклучат во сето ова. И мислам дека особено во делот на градежништвото, сите оние фирми кои што ќе работат на едно вакво портфолио и кога ќе го имаат истото како дел од својата работа, не само што ќе бидат поконкурентни во регионот, туку ќе можат и на светски пазари да конкурираат и да имаат поголема работа. Ова се делови кои што се последователни на целата, би кажала, инвестиција и на целата замисла која што има владата, а тоа е дека мора да размислуваме како и на домашното стопанство, овој пат во делот на градежништвото, градежната индустрија, да помогнеме тие да го поткранат своето реноме и да бидат конкурентни на пазарот и во регионот и надворот тука. Она што го напомена и тие, дека едниот дел е економски, другиот е политички, тоа се сврзани садови, економската стабилност подразбира и политичка и обратно едно со друго. Но еве, што значи за Македонија од геополитичка гледна точка, подетално зборуваме, за Велика Британија ти кажа да една од најмокните држави во светот, значи таа е и лидер на Комонвелтот, 1/4 од светското население, 1.922 милиона спаѓаат во него, или 54 држави, а ги предводи токму Велика Британија меѓу другото. Што значи ова за Македонија? Ова е втор стратешки договор, 2008-та го потпишавме оној со Соединетите Американски држави, сега повторно со еден гигант државен, нели, и светски, што ќе значи ова за Македонија, меѓу другото и за надворешната политика, но и позиционираноста, буквално кажано геополитичка на државата, која што беше тотално, да не речам, руинирана минатите 7 години со оние сервилни резил и договори и однесувања на минатата власт. Лјупчо, и на самиот почеток токму и затоа дефинирав дека Македонија повеќе не е една пасивна, би кажала, пасивен наблюдувач на маргините, туку веќе се позиционира како партнер во кој што може да се има доверба. Како играч, би рекле, на сцената. И тоа е исклучително важно, особено во овој геополитички контекст и особено во делот на тоа како партнерите и во кој дел имаат доверба. За да вие склучите стратешки договор со Обединетото кралство од вакви размери во период од трајање од 10 години и да имате волку голем број на инвестиција од 5 милиарди фунти или 6 милиарди евра, покажува дека некој во вас гледа доверба, или уште поважно, ако можам да кажам, дека Македонија повеќе не е кризна точка, туку Македонија е партнер на глобалните сојузници. Самото стратешко партнерство со Обединетото кралство за нас представува позитивен импакт и кон останатите инвеститори. Затоа што покажува дека нашата влада не се занимава со калкулации, ниту пак има за цел да не исполни нешто од тоа. Напротив, е силно посветена на реформите и за поставувањето во делот особено на инфраструктурата, а тоа се коридорите 8 и 10D, кои што се поради нашата геоположба на вистина исклучително важно. Од друга страна, ги споменавте Соединетите Американски држави, но ќе ја споменам и Европската унија. Геостратешки Македонија не изостанува во исполнувањето на реформите. Јас ќе ги слушнам од опозицијата или ќе го слушнам Венко Филипче како вели ова е анти-ЕУ или антизападно и е непатриотски. Ќе го слушнам и поставувањето на прашањето зошто не искористите европски грантови и фондови. Па сосема е логично да се постави прашањето зошто не сме дел од Европската унија и која е причината што Македонија се уште не е на главната маса, туку е останата во чекалната поднос на прашањето на интеграција во Европската унија. И мислам дека таквите политики повеќе не се дел од карактерот на владата во Македонија. Напротив, ние сме посветени на реформската агенда. Од една страна работиме на владењето на правото, на професионална јавна администрација, затоа што за да ги реализирате вие сите овие проекти, вас ви требаат прво и човечки ресурси, ви требаат навистина луѓе кои што ќе се вложат сето ова и од бирократски начин да го реализираат, да го isprocesираат, да бидат експедитивни, да обезбедат навистина добар прием на инвеститорите, да им обезбедат навистина брзи процедури, а за сето тоа вас ви треба влада која што е навистина мотивирана и посветена на тоа. Ќе се навратам на реформите на Европската унија и кога ќе го заокружите вие моментот на стратешки партнери, позиционирање и работење на интеграција на Европската унија, но не преку шоу и лажни реформи, туку преку суштина, и кога ќе дојдеме во моментот на склучување на договори со партнери од НАТО алијансата,
тогаш ние го заокружуваме целиот процес и покажуваме дека сме навистина политички стабилна држава со предвидливост во која што навистина може сите наши партнери да гледаат стабилност. Уште една работа која би требало можеби да им ја објасниме на гледачите, ова не е нешто што се случи од денеска за утре, во стилот на она влада на Заев, влада ли, банда ли, што викаат, како викаат, која што за еден месец од како стапи на власт, од после, не знам, 11-12 години опозиција, не знаја главата каде им и што попрво да направат и кому да учинат, што вика народот, успеа за еден месец да го подпишат договорот за добрососедство со Бугарија, последиците ги гледаме и денеска, особено после фризирањето со оној француски предлог. Дел од министрите и функционерите во вашата влада веќе кажаа дека учествувале во неговото создавање и дека ова бил долготраен процес. Значи, ова не е нешто така апан с абре убре, нели, на бафтана, што би рекол народот, туку сепак е планирано долго време, договарано долго време и ова е само еден финиш на целата приказка која што ќе започне, но во однос на договорот и на подпишувањето не е од вчера за денес, така? Апсолутно не, додека ние како ВМРО-ДПМН од аспект на опозиција, при разговорите со нашите стратешки партнери се обидувавме да кажеме дека може поинаку во Македонија, дека имаме план дека ќе биде подобро, дека навистина сме посветени на развој на нашата држава, дека ја сакаме Македонија, дека не сакаме да има дополнително иселување, дека ни се исклучително важни инвестициите и во образованието, и во инфраструктурата, и во владење на правот, и во сузбивање на криминалот и корупцијата. Социјалдемократскиот сојуз ги користеше меѓународните партнери да ја оцрни ВМРО-ДПМН и да ја представи како антиевропска. Тука беше и главната суштина зошто после само 11 месеци успехот во делот на проактивната дипломатија е ваков каков што е, за разлика од оној кој што тие го има. Многу е лесно да отидете и да презентирате би кажала можеби невистини или да презентирате дека една политичка партија е проевропска, другата е анти и така натаму. Тоа се лесни флоскули кои што на сите им стануваат доволно јасни од кога ќе помине време. Но е многу потешко од аспект на опозиција да размислувате неколку чекори напред и да се спремате за, би кажала, владење, кое што ќе биде во насока на поддршка и промоција на Македонија, се со цел за подобар животен стандард на граѓаните, но ние тоа го имавме зацртано како цел и ние работевме макотрпно уште многу пред да граѓаните ни ја дадат довербата на изборите и размислувавме како и кога ќе можеме истото да го реализираме. Така што тука е клучот, многу пред самото формирање на владата, ние некако ги имавме зацртано контурите и не залудно, таа владина програма беше таква каква што беше на изборите, од причина што некако имавме предвидливо за тоа во која насока ќе го ставиме нашиот фокус. Интересно, сето ова се случува во момент кога опозицијата инсинуира распад на власта, не баре готово апокалипса денес нели работава, односно ви пропаѓа владата, излегува неколкумина пратеници, не се ни знае точно уште колку, нели, како што ќе биде математиките, се во текст зборуваме за алијансата на Таравари, но еве, стабилна ли е владата и друго едно прашање, знаеше Таравари дека ќе излезе во ваков момент или некако можеби се излета човекот, такво чувство имам гледано од страна. Љупчо, јас прво можам да кажам со среќа, и мислам дека таму каде што оди, навистина ќе му биде потребна среќа, затоа што не гледам ниту како ќе даде додадена вредност на изборите, неговиот коалициски партнер кој што го одбра, тоа е Демократската унија за интеграција, ниту па гледам дека и оној најблизок круг него во рамки на партијата го поддржува. Но имам едно принципиелно правило во политиката, тоа е дека она што се случува во другите политички партии го оставам како нивен избор и не сакам да навлегувам за тоа. Меѓутоа, од аспект на владин коалициски партнери, од аспект на тоа кој е патот кој што го одбира, можам само да посакам и да бидам сигурна во тоа што ќе го кажам, а тоа е дека ова е предодредено за неуспех. Овој негов потек е предодреден за негов неуспех. Меѓутоа, што е уште поважно? Во минатото плафон беше 61 пратеник за да се одржи власт. Задкулисните игри некако во валути се броја. Така функционираа коалициите. И куки имаше во игра и да. Така функционираа коалициите во минатото и во минатите влади. Исчезнуваа пратеници,
коалиции врз основа на валута, 61 беше плафон и некако успеа, ама котрпно со такви некои калкулации политички да се задржат и тоа време заврши. И тоа јасно го кажавме во предизборието и го покажавме на дело дека такво владење врз база на калкулации, политички пресметки, врз база на тоа кој што ќе обезбеди, како ќе обезбеди, ние ќе го напуштиме тој принцип, ние ќе одиме на принцип на она што значи на вистина програмска определба. Ако програмската определба на оваа влада беше реформи, и тоа силни реформи, исправување директно во чело со криминалот и корупцијата, вие сте се согласиле за тоа и сте биле добре дојден партнер во владата. Во моментот кога сте одлучиле дека ќе одите спротивно на овој принцип, тогаш вие не сте веќе добре дојден. Така што владата е повеќе од стабилна, тие го одбираат патот на неуспехот, ние патот на напредокот и реформите, продолжуваме уште посветено, од она што можев да го видам и во собранието, веќе и имаме пратеничка група која што е формирана на Влен, има и координатор на пратеничката група. Гледам дека многумина од оние кои што се на високи позиции од партијата на Алијансата на албанците не поднесоа оставки. Знаете како, во првиот момент кога најавувате оставка, доколку ве следат луѓето и веруваат во идејата, веќе следниот ден ќе ги имате првите чекори. Денови и денови поминаа, ние немаме чекори на луѓе кои што поднесуваат оставки, да, има и такви кои што тоа го прават, меѓутоа се малкумина. Владата е стабилна, ќе останеме посветени, никако мнозинството не е во прашање, напротив, имаме скоро двотретинско мнозинство, ќе останеме посветени на реформи, а повторно ќе кажам, ваквиот чекор сум сигурна дека е осуден на неуспех. Иако нивната калкулација е дека можеби на локалните избори ќе имаат некој советник повеќе или некој градоначалник повеќе. Граѓаните се доволно мудри да осудат еден ваков чин и да проценат дека не секогаш треба да дадат поддршката за оние кои што зборуваат за реформи, туку за оние кои што ги прават реформите. Мислам дека многу ги изненадивте, особено и најмногу дека изненадена опозицијата и македонската и албанската. Оно што го спомена ти, ве правеа антизападни, им докажавте тотално апсолутно нешто спротивно и мислам дека се уште се во некоја ситуација на кома политичка со прстот во уста и несвесни што им се случува, особено мајки предвид дека тие правеа кариери на тоа дека се прозападни, па смислуваат и некои слогани кои што им се пукање во нога, некои прашања заслужуваат одговор, се однесуваше на каматите кои што верувам деноиве и ќе им ги соопштите со точни бројки. Друга работа во која што не веруваше голем дел од македонскиот народ, да не се лажеме, е дека нема да ги примите дуи во коалиција, остана тоа. Дуи само не знае дека се уште е во опозиција, можеби и Таравари им се приклучува во тоа мислење, но како и да е. Уште една работа која што обстојавте на неа во обид барем да го направите тоа е реформата на судството. Како извршна власт не можете директно да влијаете, но еве предложивте тоа што беше со судскиот совет, дојде на собраниска седница, се изгласа недовербата, тие се уште таму. Секојдневно дознаваме за небулози во нивното работење, последното со уставниот судија, односно судика, нели, нон-стоп има нешто што покажува дека не функционираат, немаат довербата од телото кое што ги има назначено, но остануваат таму. Што правиме со овој, буквално кажано, главен проблем, можеби рак-рана на македонското општество? Дали обстојувате на тоа дека тоа мора конечно да се среди, бидејќи не ви веруваа дека ќе го иницирате? И тоа беше дел од приказката нема шанси. Апсолутно да, Љупчо. Мислам дека толку време општеството беше поразено од декларативни заложби, од празни ветувања, од програми кои што никогаш не беа реализирани и некако едноставно ако продолжевме така да функционираме или ако ја изневеревме и последната доверба која што граѓаните ја дадоа во огромен дел на изборите, ние немаше да постигнеме ништо. Свесни сме дека се она што сме го зборувале мора да биде реализирано и кон тоа целиме. Нашите постапки и чекори кои што ги превземавме во делот на пратеничката група во собранието и поднесувањето на интерпелацијата на оние членови на судски совет кои што се избрани од собранието, го видовме епилогот од тоа, видовме дека само еден од членовите се одважи да дојде во собранието, да има повеќе политички говор отколку она за што беше повикана. Нивната морална одговорност и чувство не ја имаат кон институцијата пратеник или кон
граѓаните, тие имаат кон оние кои што ги поставила таму и кои што треба да го штитат криминалот и корупцијата во рамки на институцијата. Нашата борба и посветеност со справувањето со криминалот и корупцијата и реформите во делот на правосудството останува посветена. Работиме во делот на Министерството за правда во оние реформски закони, така што нема да дозволиме да имаме закони кои што нема да бидат предмет на ревизија на Венецијанската комисија, ќе ги инкорпорираме забелешките од оценската мисија и мислам дека со едни такви реформи, со еден таков пристап на ревносно справување со ваквите состојби кои што според мене се и многу 2% доверба, мислам дека е премногу тоа за една ваква состојба, ќе ги со текот на времето ќе ги промениме, затоа што без владење на право, без независно судство, правосудство во целина, без справување со криминалот и корупцијата и без реформи кои што ќе придонесат раст во економијата, ние не можеме да одиме напред. А во секој еден сегмент покажуваме дека можеме, дека ја знаеме насоката во која движиме, дека истата е правилна, тоа граѓаните го гледаат, го чувствуваат и мислам дека и на изборите кои што следуваат, тоа ќе биде јасен показател за тоа во каква насока одиме ние со реформите. Останувате на нието да прекинете таа низа. Последниве недела дена оние безобразни срамни пресуди за модуларната болница и трагедијата таму. Предходеше Теодора и 2-годишната казна, потоа следуваше она со Јованов и убиството на Фросина. Ќе се прекине оваа црна низа, бидејќи како што каже и самата ти 12% е најверојатно и не е тоа, бидејќи е во рамки на статистичката грешка, може и да одат во минус. Ќе обстоите на ова? Апсолутно да. И мислам дека тоа е најслабата алка која што ја има општеството во моментов и ние мора да се ослободиме од таа алка. Мислам дека таа алка нас не влече многу надоле и тука нема компромис. Вакви состојби во кои што не само за жал семејствата кои што го трпат ова, општеството од нивните би кажала и срамни пресуди, одлуки кои што вие ги потенциравте, трпи многу, а тоа е недоверба во системот и желба за немање прогрес. Ние мора тоа да го анулираме за да имаме напредок во секоја една позиција. Имаме уште теми за отворање. Со нас е Марија Митева, ќе зборуваме за инсинуациите за подршка или не подршка за Кочани, ќе зборуваме за евроинтегративниот пат и за уставните измени, уште една работа во која што никој не веруваше дека нема да се спроведе и се инсинуираше исто така дека некој доаѓа на власт за да ги направи. Така што со нас е Марија Митева, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е Марија Митева, портпарол на македонската влада. Марија, една работа за која што ве обвинија и како влада и како владеачко мнозинство е дека немате сочувство за Кочани и не го поддржувате Кочани, односно нели луѓето кои што се инволвирани во кочанската трагедија, семејствата. Дали е тоа така? Љупчо, една од најтешките теми на која што би требала воопшто да зборувам е токму оваа. Искрено, оние кои што не обвинуваат, мислам дека се навистина малкумина кои што сакаат и на една ваква огромна трагедија од невидени размери да имаат политички поени. Моето потекло е од една страна од Кочани. Јас ова го чувствувам како лична моја трагедија. Јас имам многу и пријатели, роднини и познаници од Кочани и сочувствувам до невидени размери. Можеби не можам да ја знам болката, но мислам и се трудам да ја разберам во онолку колку што можам. Како влада за трагедијата можам да кажам дека со енормни сили успеавме многу брзо да се мобилизираме, особено во делот на здравството. И во делот на проценката на тоа како да се справиме и како за жал да не го зголемиме бројот од оној кој што го имавме на починати. Таа стратегија со испраќањето на повредените во болниците од странство, активирањето на ЕУ механизмот, нашите, би кажала, придобивки кои што ги имаме од дипломатијата и лични контакти на министерот за дворешни работи, на министерот за одбрана, кои што беа во постојана комуникација со нивните колеги, успеа да направат една состојба на намалување на бројот на жртви, давањето на можност
за рехабилитација и лекување. Од друга страна, максимално бевме посветени да помогнеме на секој еден кој што е засегнат од оваа трагедија во делот и на транспортот, логистиката и така натаму, но тоа е во делот кој што беше обврска должност да го направиме пред се како луѓе и како луѓе кои што ги водат институциите и немаше тука размислување за тоа дали можеме, не можеме, тука едноставно мораше тоа да се направи така. Од друга страна беше моментот на работа на институциите и во делот на пазарниот инспекторат и во делот на Министерството за економија, од кога се откри како е настаната и како е добиена целата дозвола, низ кои малверзации и слично. Од друга страна беше работата на Министерството за внатрешни работи, кој што морам да кажам дека беше експедитивна од невидени размери. За само 5 дена ние имавме првата кривична пријава проследена до обвинителство и веќе обвинителство да започне да го води случајот. Вакво нешто, волку голема трагедија, мислам дека е нешто кој што и поголеми, поразвиени држави, барем од секаде тоа го слушнавме и од оние здравствени експерти кои што дојдоа и даваа помош, велеа дека и нашите земји, односно нивните, немало така лесно и не би имале капацитет да се справат со вакви работи. Оно што е многу важно е што како влада имаме јасна цел дека Кочани не само што во моментов е во фокусот на владата, туку ќе биде и долготраен. Прво во делот на помош и поддршка од здравствен аспект на повредените во делот на нивната рехабилитација. Второ, во насока на тоа како да помогнеме за развој на градот, во делот на странска директна инвестиција која што ја најавивме, во делот на дуплирање на износот на средствата кои што се предвидени преку оној проектот 250 милиони за општините. Кочани ќе добие дупло од предвидените за да може да се развива со проекти и со она што има навистина потребно за градот. И мислам дека е навистина политички, некрофилски вие да се обидувате да освоите поени на една ваква трагедија. Ние не ценевме дека по било кој момент политиката ќе го заземе приматот во ваква ситуација, но за жал во нашето општество, особено во политиката, имаме политички партии кои што очигледно немаат граница до каде ќе одат со вакви моменти. Дали останувате и на намерата нието да ги реотворите оние македонски црни петна? Зборуваме за модуларната болница за која што имавме на срамна пресуда минатата недела, зборуваме за Дурмотур, зборуваме за Бесатранс, за онкологија, работи кои што реално гледано со својата тежина и она што зрачат со неправда, буквално, ја држат работата каде што не треба, односно долу, и се додека чинам не се разрешат, реално и не може да се тргне натаму, вклучително и Кочани, апсолутно како прво, но и овие, да речам, 4, сигурно ги има многу повеќе случаи за кои што целата македонска јавност знае дека се неправедно пресудени, односно не е дојдено до вистината, до вистинските виновници. Љупчо, мојот став е секогаш дека правда за еден, а неправда за друг е селективна правда. И тука немаме апсолутно никаква дилема. Не станува збор за тоа дали ние сакаме да имаме правдата. Мора да имаме правдата за сите овие случаи кои што се случиле поради институционални пропусти, поради лични калкулации, поради криминал, корупција и така натаму. Сите овие случаи имаат во себе недостаток од личен фактор. Се извинувам. И ако се обидаме ние да воведеме правда, таа мора да биде неселективна. Па јас ќе ве потсетам, мислам, станува збор за политичка партија која што низа пропусти, скандали и трагедии им се случија од вакви размери. Никогаш не собра храброст, ниту ревносно да се спротивстави, ниту во тој случај здравството реагираше на начин на кој што реагираше сега, ниту Министерството за внатрешни работи реагираше на начин кој што реагираше сега, ниту владата во делот на службата за општи заеднички работи реагираше како што реагираа сега, и ниту целата, би кажала, целиот државен апарат беше посветен на изнаоѓање на најдоброто не можам да го кажам зборот најдоброто, но најсоодветното во тие моменти. И сега вие имате една политичка партија која што заборава каде било и што им се случило и доаѓа денеска во собранието и нуди некој закон кој што
има за цел само политичка калкулација, кој што прво ако го разглобиме затоа што ние не сме луѓе и политичари кои што на прва одбиваме се, туку навлегуваме и во суштината и во она што значи членови на законот, и во негова уставност, и во негова усогласеност и така натаму, е на брзина направено само за да излезат на пресконференција. Замислете, од собранието таа пресконференција држи поранешниот министар за внатрешни работи Оливер Спасовски без буквално ни срам ни перда пред овој македонски народ за сите трагедии за кои што тој апсолутно никако не постапи. Се додека така го третираат македонскиот народ со потценување, со мислење дека сме со кратка меморија сите, дека не се сеќаваме што придонесоа, како не се справија и како успеваа да го затворат кругот на правдата, а не да го отворат и да речат ова е вистината, се дотогаш ќе им се случува ова што им се случува. Ние нема да целиме кон политички поени, ние сочувствуваме со семејствата, ги разбираме и сме со нивната болка и нема да се трудиме тука да собереме политички поен, но дозволете да не се согласиме со оние политичари кои што имаат за цел да го направат сосема спротивното. Да преминеме на надворешната политика, на евроинтеграциите. Повторно едни црни петна, не, но жешки костени кои што ги остави минатата влада со кои што се соочувате вие. Зборуваме за блокадата од Бугарија, која што е директен нуспроизвод на францускиот предлог кој што го прифатија тие, иако и вие како опозиција и ние како народ на улиците им велевме да не го прават. Тоа не го направија. До каде сме со евроинтеграциите? Има ли тука некој поместување? Имаше посети, нели, и Кошта се најавува и Марта Коз, да биде имаме топло, ладно, де сме шампиони во реформската агенда спроведувањето, од друга страна сме биле тажна, приказна и сите тие муабети. До каде сме со? Љупчо, дека сме можеби шампиони во спроведувањето на реформите и не сум изненадана, затоа што ја следам реализацијата на она што значи раст, growth план и реформите. И мислам дека сите институции во рамки на она што има рок до месец јуни ќе го реализираат она што е зададено таму како рок. И знам дека силно сме посветени на реформите и дека не правиме калкулации ни во реформата со законите од јавната администрација, ниту во делот на правда, ниту во делот на животната средина и сите, особено во образованието. И сите сме посветени на вистина да покажеме дека оваа влада преку реформи ќе покаже и преку подготвеноста да направи испорака на реформите ќе покаже дека сме спремни за членство во Европската унија. Но проблемот е што ние имаме проблем кој што на билатерална основа е веќе проблем на Европската унија. Тоа некој го направи, а тој кој што го направи е Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, не слушајќи ги сите предлози кои што ги имавме, ни го стави на маса и рече ова е најдоброто решение. Од најдоброто решение ние имаме најлоша позиција во моментов. И тоа е факт и тоа сите го гледаме. Она што е наша предност е што она што го зборуваме пред македонските граѓани, пред македонското општество, го пренесуваме како порака и пред меѓународните представници, представниците на Европската унија. Сите се со разбирање дека ова е неправедна состојба во која што сме донесени, меѓутоа дека станува збор за обврска која што некој ја превзел. Тој некој кој што ја превзел не размислувал за тоа дали има можност и истата да се реализира. Кога имате вие како влада на таква ситуација, тогаш имате две опции. Да не правите ништо или да барате решение како да го решите проблемот. Оваа влада не ги остава работите по страна и секогаш бара да најде решение. Понудивме неколку опции во однос на одблокирање на патот, водиме преговори по однос на тоа. Јас сум сигурна и убедена дека ваквата офанзивна меѓународна дипломатија ќе вроди со плод. Ги кажуваме реално состојбите такви какви што се, но не отстапуваме од она што значи би кажала уцена за одблокирање на патот, а тоа е промената на уставот. Останавме доследни на тоа и како опозиција, ќе останеме и како влада. Спремни сме утре да ги почнеме разговорите, меѓутоа ваквите уцени, ваквите би кажала моменти кои што постојат и се доставени на маса, без од другата страна да има никакво почитување на нас како држава и на македонците кои што живеат во Бугарија, не размислуваме да го поминеме она што значи ветување и она што значи една рамноправност во овој дел. Така што
би го поделила ова на два дела. Од една страна е решавање на проблемот кој што СДСМ и ДУИ го оставија, од друга страна е нешто кое што ништо не направија СДСМ и ДУИ, тоа е вистински реформи, она што се очекува од нас, посветени сме на тоа и се надевам дека ќе успееме да имаме подобра позиција во рамки на Европската унија, а тоа значи интеграција со идентитет. Договорот за стратешко партнерство со Велика Британија и поблиските врски со САД не се компензација за македонските евроинтеграции, туку природен тек на нештото. Така. Мислам дека не би требало да ги гледаме како компензација, туку напротив како дополнување на она што значи пат на Македонија. Вие да имате стратешко партнерство со Соединетите Американски држави, да имате стратешко партнерство со Обединетото кралство и да работите на реформи на Европската унија е нешто кое што навистина го пополнува целиот тој простор и покажува дека нашата цел е навистина западно ориентирана. Ти благодарам што беше моја гостин. Благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство. Ми беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.